Добро утро. Добро утро, let's go. Кај одиме? Африка. Кај одиме? Namina, let's go to Africa. We wanna see the Statue of Liberty. To Америка, бе. Statue of Liberty, Африка. Па Америка. Ајде одиме за Занзибар. Занзибар. Ајде Африка, прв пат вие двајца. До сега многу ми се спиеш, ама некако се разбудев сега дека сме тука. Јас ништо не слушав, толку ми се затнати ушите ке пукна. Тоа го стискам носоца. Различна мириса. Само што ги забаваме куферите, значи влагаш, потпишуваш, таму пополнуваш се за виза, после за тие документи одиш на еден шалтер, не знам што прават, ти ги зимаат, ги прегледуваат, потоа одиш на друг шалтер, плаќаш и не знам што прават, и потоа идеш на друг шалтер каде што ги зимаат сите тие листови и пак ти ставаат печат и кога искочиш, пак ти ги проверуваат пасошите. That's the one. Еве го човекот, да не земе, топло време. Everything okay? Good morning, good evening. Night. Овако дојдеме тука, вака и на Бали кој слетуваат има. Карибу, Занзибар. Can I sit in the front? Влажно, но не толку топло. Значи сега е сезона, летно време е сезона во Занзибар. Да знаете дека за визата може да платите со картичка или со евра или со долари. Овдека возат како во Англија. И од аеродромот на Занзибар до Паје, тоа село или тоја градче каде што одиме ние, каде што ни е хотелот на Jungle Travel, се вози саат и пол. И се разбира, за нас секоја авантура почнува со авантура. На братот му се дупна гумата. Now we work. Валја братот има гума се, ама гледам дека има. Како кај мене на комбе, така се спушта. Ова ни е резервата. Него знаете што? Местото е толку чисто што сум многу изненаден. Знам, чисто за афрички услови. Завршено, ја ставив оваа гума сега. Само да кажам, него почна тука комарци да има. Стрикаш ти имаме од фитофарм земено за afterbite за да не касат комарци, така да ке немаме гајла, ама има комарчиња, такви малецки. Тука у градов, ке видиме како ќе биде у селото сега. Стигнавме. Ево хотелот, само се да спијат, да ги разбудиме. Good night. Добро утро екипа, да ме поздравам од Занзибар, свежи, наспани, се уште немаме боја. Не ви покажувам собата од овој бунгало, зашто ќе снимаме до бунгаловија до нашиот, бидејќи вчера кога дојдовме направивме мама бомба, значи дојдовме, стурихме се и си легнавме да спиеме. Само ова може да им покажам вака, ова ни е нашето дворче, а моментот кога излегуваме од дворче, го имаме вака овој поглед. Ова ни е нашиот базен. Тука е буквално секаде за седење, имаш за пинг-понг да играш. Таму се други бунгалови. Тој дол таму сега ќе го спремаат со дрвена надворешна теретана. Овдека ќе вежбаме одбојка со Марк, видиш што убав дел овдека. Базенот е топ со lazy bags. Многу се е комфортно, многу убаво направено. Ово овдека е ресторан, каде што можеш да си нарачаш што сакаш за јадење. Традиционални работи се разбира, а долниот дел е како место за чилање и каде што си имаме доручек. Ова е значи тоа место, еве ни го доручекот ми стигна. Овој ќе ни биде другар за овие месец дена. What was your name? Kasim. Yeah, that's Kasim. Kasim е усвари од Менен, од Танзанија, главниот дел, не од островот, но вика, сите мислат дека сум од остров, бидејќи главата ми е рамна од позади, ако ми е кругла, тогаш сум од друго место, затоа сите така мислат. Еве ние едосите наспани, ти се наспан? Да. Наспан си многу? Спиевме од 4 до 10 некаде и плюс он спиеше 3 сати на авион, така да има. Наспани Не сте. му фали сон, мислам дека. На Занзибар да знаете дека времето се менува на секунда, како дувне ветер, такво е и времето, а овој хотел иначе на Jungle Tribe. Значи тука има и менаџер македонец, со доаѓате овдека се сеќате како дома. Буквално чече, раки имам дека горе. Многу раки, маски. Како да сме некаде наше, ако сакате такви работи да видите на страна, да видите сте некаде во свет, ама да сеќате дома, ова е местото за вас. Oh, thank you, Kasim. Ако се плашете што ќе јадете во Занзибар, има омлет за доручек, тост, путерче и авокадо и различни типови на овојше преубаво. Така да никој нема да остане гладен. Корегирај ми. Каков поен би зема?
Ајде. Само што искочив од нашиот хотел и одма на една минута, по оваа патека се стига до плажата. За оваа плажа вика дека е најмирниот дел од ова село Падже или Паје, уште не знам точно како го викаат, но очекувам дека кога има многу туристи доаѓаат и оние you wanna buy something, you wanna sell something, you wanna take a picture и такви работи. И сега, одека уште нема асфалт, се е вакви патишта, има малку ѓубре, не е нешто страшно, но се околу нас е како видено со големи огради каде што прават ресорти. Ова не е патеката тесна, само за моторче тука да помине. Видете оваа хациенда. Ама изгледа како да не е у функција, како да не живее никој. Како затвор дури личи, како ние од Uncharted. Може би тука имаше борба, како американци и африканци. Се доближуваме до морето. Што? Каква боја има. Види вие. Што ние гледаме, гледате и вие. Таква песочна плажа немам видено од Андамански острови, стварно, значи ова е како пудра песокот, морето е преубаво, бело, чисто и плажата уствари нема многу ѓубре, нема ич ѓубре уствари, тоа пластика кој што сме научени да гледаме во Азија. Тука е солза чисто, таму имате кокоси, алги, некој дрво залутано. Сега, да знаете дека имате многу од занзибарците или танзани кои се облечени како Масаи племе, може и се Масаи племе, не знам, но тука се буквално облечени така за да може да се фотографираат со вас и нормално површите некој динар. На секаде ви нудат од алки до фризури прајање, масажа, различни ствари. Ваше си е дали сакате, нормално ако сакате да купувате, боле ценкајте се да добиете подобра цена. Ние не сме толку да купуваме и не избегнуваме тоа цело време, но тоа е на секаде низ светот. На секаде покрај плажата како што видите имате огромни ресорти. Не знам колку звездали воопшто се звезди, но сите имаат и ресторани. Ако сакате да јадете, имате еден тон места за јадење, места за забава, со базени, со алкохол, иако е муслиманска земја, овдека имате алкохол каде што сакате. Ни стигна првата нарачка, имаме свеж африкански кокос. Ова да знаете дека тука кокосот е 100 денари. Тајланд ако ви тегнува беше 5 евра беше еден кокос, колку беше поскапо. Тука е многу поевтино. Yeah, you can put it here, we're gonna sort it out. For me, the Americano, yes. Thank you. Hi. Кафе ви околу 150 денари, сок цеден ви околу 120 денари, така да сите цени ви се многу окей овдека. А ова е баш као одма на плажа, луѓе. Видете ја бојата. Работа со новата камера. Пијамо кокосот. И Марк Дрога. На мене. Видете го песокот, еј. Страшно. А ова сега се вика плима и осека. Кога не доаѓа водата овдека, доаѓа до скроз до хотеливе. Гледа, више не може ни да поминеме. Како ќе треба до дома, не знам се. Ова е се зафатено. А кога си оди водата е нешто милено за локалците, бидејќи тогаш водата дава, се повлекува и остава за луѓето да си земат нешто. Значи тука може да се најде октопод, школки различни, буквално многу работи. А ова е селото тука во Паже, дел од селото, каде што продаваат сувенири за сите што сакаат дома да си однесат. Thank you. Thank you. Thank you. We have also that. Thank you. А гледате дека сега цело време доаѓа да ти нудат нешто. Ова е нешто што морам да си купам. Занзибар дрес. Нема улици, се вози по песок. Како возат по песокот тука со мотори е лудило. Вакви прават гумине. Ама немаат гале навикнати, се научени се ствари. А гледате дека се гради исто како Чангу Бали, односно цело Бали и овдека се гради на големо. Што ќе се случува во иднина не знам, но сега што ги имате джангл кај нас, значи да си ги најдете одма хотел близу плажа, букирано од кај нас за нормални цени. И спреми се да збориш хакуна матата и джамбо цело време. Гледате како е кога врне тука, се нормално плажа, сега ги пуштимо овие со моториве. Опа. Ајде. Полека. Ајде. Да. Види како се гради на секаде. Ја мислам дека натаму сме ние. Како бе немаш поема? Немам појма кај. Како не знаеш? Кај да знам, од плажа дојдов на сега, кај сме кај да. Не знам, ќе најдем, ајде. Стварно не знам кај одиме.
Ама леќе се снајдеме. Еве како живеа тука. Ова е баш селото. Штета што има ѓубре, ама тоа мислам дека со тек на време ќе се среди. Ниедно туристичко место не станало ексклузивно и луксузно преку ноќ. Така да и на ова му треба време, мислам дека многу брзо ќе дое тоа, бидејќи многу се инвестира тука. А ова е центар на селото. Имате Икеа тука дури гледате, Икеа. А гледаш се нагоре многу интересно направено. И не видов ниту една друга птица освен гаврани само има луѓето. Еден тон гаврани, не знам зашто толку многу. Еве маркет тука да си купиме свежо овоше. Maybe I will change it into Macedonian word salep. What's salad? That's the drink. А Марк што беше? Марк беше пита. Ба, ла... А, нема место бе. Ба, ла, да. Што да балада? Тип на песна. Балада. Да. А и Р. Така е. А ја ќе правам солт. Good, very good. Да, добра финта. Very good, да. М и мид. Со Y, ете. Ќе ајде нешто. Аметна жена. Тој. Треба да дојдете. Тој. Те таму има нешто таму. Thank you very much. Значи тој. Ти ставиш тука. Некаде ставам тука да те блокирам, ама ти после ќе ставиш тука. Затоа овие игри што ги купуваме од Flying Tiger, таа со буквите, тераат критички да размислуваат. Вакво нешто купете да играте со вашите деца и ги терате со мозечињата да размислуваат напред неколку чекори. Како Марк сега знае дека кај да стави, значи јас ќе му ставам тука, он ќе мора да стави тука, ја ќе ставам тука и ќе победам. А доручеков тука во океани ни е лудило. Ова ни е припрема само, имаме цело, тоест пола авокадо ова мислам, бананки, манго, и јас нарачав чија пудинг, авокадо тост и гранола. Се им е топ, а после сакам да дадам риба да видам како ќе биде. Че не ни е топ времето, ама имаме нешто. Пак сега ми почна да ни врне, ке се бања, ама... Да, и ова, сакам да ви кажам. Телефонот се изгуби. На кој, прашувате? На мајка ми. Леле, ова е лудило, човече. Со poached egg, не знам како се вика poached egg на македонски. Вакво јајце која рофите внатре. Мораме солца да ставиме, тенкитото. Леле. Дај да пробам и јас. Да? Луѓето ќе стигнете што. Како волс. I said that she has a movie star name. Значи сега ќе биде на YouTube ќе има. You're gonna be a YouTube star. Maybe one day. Како пливаш еј? Да ве запознам, ова е Андреј Чобачко. Ете, да не се крие фацата, да знаете само. Он е домакин тука у Занзибар, не знам колку време си тука? Нешто повеќе од 2 години. Нешто повеќе од 2 години, така да ако нешто ви интересира тука, за тука кога ќе дојдете, него ќе обарате.
а денеска снимките што ги видовте со дрон, едва ги направи бидејќи многу дува на плажа и полно е со тие windsurfers. Така да се надеваме дека утре полека ќе се рачистува, ќе биде мирно, спокојно, сонце и ќе може да уживаме на тие убави плажи. Сега одиме да купиме нешто од пазарче и да ручаме, зашто вдека храната е лудо. Еве ви тука да знаете дека има еден асфалтиран пат, главниот пат, таму дури скрос има ring road, односно кружен тек и ова е единствениот асфалт. Ова се вика Джамбијани road, што поврзува две села, а во средина тој во средина што е Падже. Сега одиме да најме кај да ги смениме парите, ќе смениме само $50 да видам колку ни да такви од нивните. Ево, Киџи мини супермаркет. Киџи. Сори, бараме нешто женски производи, дали ќе има тука, се надеваме. Ајде да влеземе прв супермаркет. Зејтин, маслинки, се што ни треба има. Ти? Не сакаш некоја гума, Марк? Ајде да си најдеш нешто за тебе, ајде. Еве, ванила, ова треба да го носиме дома, затоа што сега ми доцираат колку било скапо кај нас, ние ќе си земеме од тука, можеме да донесеме по 1 кило. Ке готвиш нешто дова? Да, за колечење. Значи имате видеа со природна ванила, наскоро. Дечки импресии? Африка, не знам што да кажам. Еве, ова ни е тук-тук за превоз, сите за тоа се возат. А ресторани имате европски, индиски, од цел свет буквално најде тука и се ги држат странци и храната им е многу добра, да ви кажам искрено. Овој е најакиот локален ресторан, Corner Barbecue. Братот има почнато пред 6 години со многу мало ресторанче и секоја година граде повеќе. Зграда там е негова инвестиција, така да толку е добар што од Стоунтаун доаѓале локалци за да јадат тука. Еве, секако се носи на глава. Сега, што мете женава? Значи, што мете да одлучи? Еви, светско првенство во фудбал на песок. Ама се поштува копачка. Мора копачки да има, да. Еве како се живее тука, значи тука немате да знаете огради. Сите заедно се живеат, можеш да поминеш нивно дворче, така се вика, и да си цепаш, немаш гајле, никој ти кажува ништо. Многу е полесно кога имаш некој што е то тука, што знае се да можеш на рада да снимаш, бидејќи која јас гледам кај одам на телефонот да видам локација и да снимаш, малце потешко иде. Овака е за носа, вака те носат. Еве ти пачко гледај. Ова место што го гледате тука се вика Бенто. Има азијска храна, риба, бургери, благо, јапонска, пица и мексичка храна. Овдека буквално ако ви фали Европа, дојдете и ја живеете, а сега на малку постарите сакам да им покажам нешто. Ви текнува на ова чудо. Ни фалеше ова. Ова големина на Кока-кола. Ти што пиеш? Покажи ни. Пивца? Килиманџаро. Italiano, per favore, grazie. Вау. Grazie amico. Джамбо. Лугенца, ракчиња и рибче. Многу добро изгледа. Денеска ќе идеме у Пештери и у некои ресторани, у некои ресторани и Не во Пештери, него ќе одиме каде што има како лагуна и е плитка водата, има многу корали, морски звезди таму живеат и сега имаме посебен кейс за ова GoPro, бидејќи Марк ми го купи тоа за роден ден од Тајланд и ќе снимаме морски звезди од таму. добро. Имаат боксинг меч. Касим гучи Марк да боксира, ти што ќе гучиш него? Да пива. Ајде. Не знае да пива. Јако, брзо, фест. Еве го занзибарски автобус за тура хардкор. Овие пачиња само такво. Zato se ovi Zanzibarki počinje, ne znam, akrobatski show, ne znam, bude i ovaj klov. Сега ова место каде што доаѓаме кај тоа The Rock, најпознатиот ресторан тука во Занзибар, е уствари место на луксузни ресторани и хотели. Што не кажам, по пат е доста интересно за фотографите, колку сакате за фотографирате има се и се што. Моментално е осека и тоа е рајот за сите тука што се локалци.
тука е другиот ресторан кој се вели дека е поевтин од тој таму каде што одиме. Приказното е да тој дека дошол некој пијанин и го видел ова локација, го ја видел оваа карпа и ги прашал локалците дали може да гради тука, дали може да му дозволат се да изгради нешто. Они му рекле на тоа место ние каде што ловиме риба. И он им рекол преме договор. Дозволите ми да градам таму и јас ветувам дека секоја риба, секој ден што ќе го ловите, јас ќе го подкупувам. И тоа е легендата за ова место. Таму седнувате и плаќате поевтино. Ова се луксузни места овдека. До The Rock се стига пешки кога има осека, а со чамец мора да идете кога е плима. Ова да знаете дека се менува. Тука после ќе биде полно вода. Ете нашата македонска група, од таму одиме во чамец и ќе одиме да гледаме морски ѕвезди. А за морските ѕвезди да ви кажам нешто, немојте да ги допирате со рака, бидејќи тоа за нив е контаминација. Нема да умрат одма, но ќе умрат многу побрзо. Морските ѕвезди не е убаво да се вадат надвор од вода, бидејќи водата нив им е како крв, како воздух. Ги извадиме цела морска вода излегува од нив, тоа вини како ние да губиме крв. Затоа оставете ги така, не ги уништувајте за само една фотографија. Овие топчиња што ги гледате тука се направени од краби. И тука овие големи мали дупки живеат краби. Има многу од нив и затоа живеат многу краби. Ама многу е ретко се најдат тука големи краби. Гледате, значи само има мали. Мислам дека е многу ретко да се најдат големи краби, така да ајде, продолжуваме авентурата. На секаде има вакви мали како базенчиња. И таму. И дојде ручекот, имаме туна и пилешко со некаков ориз. Марк се знае, има бургер. Hello. How are you? Very good, thank you. Oh, Tabasco, thank you. А еве веќе плимата на доаѓа, гледате веќе тој дел таму е со вода, значи наскоро ќе почнат за чамчиња да идат. И небото се отвори. Имаме сонце. Лудило. Со туна е тој там. Мојата со туна. Немам ставено луто, а луто е. Многу добро. Перфекто капучино. Добар бургер, да сварно, добар бургер. Сварно е многу добро. Во ставив Табаско да биде уште полуто, ама многу е добро направено, многу добро. Малце поскапе во ресторан, нашиот каде што јадеме ние е поевтин во нашиот хотел, али е добар. Искрено да кажам, уште мислам дека нашиот во хотелот е најдобар. Јадењето оризот се лудило. Другари, гледате виножито. Се надам да го гледате. Е таму. Еве дојде водата и доаѓа тон луѓе со чамци да се сликаат. Го завршуваме денот на Кај Фанг се вика плажава, треба да идеме преку некој мост кај што има mangrove trees. Овие се не знам дали ги знаете, ние се дрвана што ги снимавме во Тајланд. Корењата им идат над морето и горе се разгрануваат, но кога има плима, тие се покриени. Се плаќа 10.000 за да влезете тука и што е многу јако, не смеш да носиш вода твоја. Тоа не го разбирам зошто е така. Сега да ни става тука алки, така не знам кај идеме, а да ви покажам нешто и да погодите одма. Што правил Марк? Yes. Ај погодете. Еве го тој познат мост со тие мангрови дрва. Што Марк? Пинк. Лале, грли, а ти како имаш? Ај, и пинк било за женски, нека се наземе пинк. Еве ви дечки, вие што живеете на Флорида знаете за ова буквално се. Кога патував на Флорида во Америка, низ овие вакви џунглички има како едни чамци со позади огромен вентилатор и те буткаат, те носат, многу се брзи, многу беше кул тоа искуство. Еве што ви велев, гледате корењата се сите длабоко внатре, бидејќи денеска има сега, односно има плима, но кога нема се гледаат цели корења. Е сега, на Флорида има и крокодили. Тука не верам дека има крокодили, мислам 100% нема. How are you, brother? Fine.
Еве, стигаме на ла Cape Funk. Cape Funk. Ова треба да е него како лагуна. Не е лагуна, ма така се вика. Гледате, не дека што игра сам, е тоа се вика поддршка на пријателот. Жив петел не игра. Само тој. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Se juega acá? Почнуваме втора екскурзија денеска, одиме да гледаме едно локално училиште каде што има, сега слушате, водичот ми ќе ни изборе, на друга страна идеме, ќе ви преведам. Таму децата не чека, таму не се плаќа карта, него буквално на крај донирате некои средства што ќе им помогнат на нив. Ќе одиме да видиме некоја пештера со желки и плюс ќе одиме на некоја друга плажа. Може ли? Еве како изгледа маркет во Занзибар. Важно имаат стара Веспа, ова е дуќанчето, гледа цело е со решетки, како исто како во Куба, се мора да е вака затворено. Еве ви што има Basic. А главниот дел е цело со решетки. Ова е нивната пара, 10.000, ова е околу $4. Види како се облечени во. Видете го ова дрво луѓе како е. Свето дрво во Азија, не знам дали е тука свето, ама тука е огромно. Стигнавме во школото, овдека дечињата во Занзибар, односно во Танзанија, учат од 1 јануар до 1 јуни, после почнува зимски распуст
па потоа после недела две положуваат надоле по месеците. Значи само е обратно од кај нас. Еве ги дечињата, ова е школата. Кај нив е задолжително да се оди во школа, мора да идат во школа. И што е најинтересно, дека само еден или два предмети учат на свахили, се друго учат на англиски, а и учителите не им се експерти во англиски, така да англискиот што го учат не е некој совршен. Hey buddy. Yo. Да, има многу дечиња тука, сега се снимаат, сега бидат на YouTube. Hi YouTube. What's up, buddy? Помеѓу јазици, основен им е што мора да го учат свахили, потоа го учат арапскиот од религиозни причини и потоа може да бира дали француски или англиски. Но мнозинство учат англиски бидејќи немаат доволно професори за француски. Одиме некој заден дел на школата, буквално влагаме сега низ селото и дечињата нормално не следат. Ова е како во сите други помалку развиени земји. Сега знаете, тука е иста шема како во Камбоџа или Азија. Значи тука им купувате нешто на дечињата, дали од тука, дали од некоја продавница. Ако е од тука, да знаете дека тие работи што ќе ги купите, веќе им биле дадени на децата. Они им ги даваат до родителите и родителите ве чекаат пред школото, ви продаваат работи за вие да им ги дадете повторницата. И тоа е некој круг. Значи ние одиме кај малите дечиња, ги гледате што се случува тука, сите нешто чекаат, сите знаат зашто доаѓаме ние. Дечиња секаде, така да даваат радост, даваат среќа. Еве како изгледа тука лизгалка една, да видите. Многу хардкор, цела со кал. Некои работи што ги гледаме кај нас што викаме дека се нормални или ненормални, тука се нормални. И дека бар имаат свежа вода што е добра и чиста. What is your name? I am Dado. What is your name? My name is Ahna. Сум кажал неколку пати дека треба да се избегнува да ми се дава пари на деца, поготово тоа важи за на Балканот кај нас. Сум видел на семафор сам и ги им даваат пари на деца, со тоа што им се дешава само. Си викаат зошто да идам во школа, зошто идам да работам, кога можам да застанам тука, ќе се најде некој ќе ми даде пари ќе го поминам денот. Моје мислење, мислам дека не треба да се стимулира пари давање на деца. А ова им е селото каде што живеат кокошки на сите страни. Не знам дали се знае која кокошка на кое семејство му припаѓа. Може да се знаат усвари. Нека во Камбоџа ги обележуваа со нешто. Селото продолжува и натаму. На секаде имате палми и дрва со банани. Хеј! Мора да им викаме јамбани да сидат дома. Тоа значило дома јамбани, ама не се дома, зашто им е интересно вака да им се случува секој ден. А ова е една традиционална куќичка, како живеат, важно е заклучено за катанец, имаат се тука наредено. Само нека со кал ја затвараат. Но дворот е отворено. Порано мислам дека се што се случува во Африка каде што е за туристи е направено специјално за туристите, дека луѓето тука буквално се само актери, но сум грешал. Кога дојде тука на овие места, стварно вака живеат. Они имаат премногу луѓе и ова им е само како уште еден дел за бизнис да тераат. Но они вака живеат, ова е нивно секојдневие. Еве во дека почна да направат нова куќа, значи гледате како се става со два реда на гранки и сега тука се постава hello, њамбани. Њамбани? Њамбани? You, јамбани? Овдека значи го полнато војдел со таа кал или со што и да е со карпи и се прави ѕидот. На крај му пукна филм, зема стап да ги избрка сите дома да сидат по стариот. За кров ставаат како трскали ова, не знам што е. Сега ова е претежно јаже, но има и голем дел што не е јаже, сега не можам да најдам кај што не е јаже. Ево тука. Тоа го прават од кокос. Значи буквално од косата на кокосот, од обивката на кокосот ги сушат и ги вртат и така се прави јаже, така го користат. Марк, правиш и ти јаже? Да. Како иде? Иде? Не. Ова е кујна како изгледа. Тука ви е огништето каде што се прави тенџерињата. И еве им го тоа летот. Одиме подлабоко во селото. Дечки видако веќе научиле српски да зборат. Здраво друштво. Но добро е што имаат луѓе и што учат и се сакаат туризмот да им стане примерна деност. Нашле што работи и одат напред. А и сите се многу среќни, сите се насмеани, се е многу позитивно. Ха, види дека ше. Да. Ви библиотека и компјутерска соба. Патот до тука. Го напуштаме селото и сега одиме на плажа да се оладиме малце, бидејќи беше стварно топло. Еве сме на некоја плажа и тука има шема да рок, Матенде бич. Тука имате љуѓашка и оној чека некој да седне и он му бара пари. Ти пишува
како донација да оставиш, за да не мотивираш, да ја чистиме плажата. Сега има голема осека. Многу интересно место, многу интересно да се примати осеката, а веќе времето се менува. Ви кажав, тоа и облак и одма станува друга клима. Денеска имавме прекрасен ден, желките беа посебни. Вау! И многу беше интересно школото, селцата, многу беше убаво. Стварно, учивме нови работи, ептен беше јако. Се надевам дека и вас ви се допадна. Сега време е да јадеме, затоа што многу сме гладни. Таму е скупско. Не, вино македонско. Жолта ракија. Значи, Марк јаде кари со туна, со оривче, туна стейк со компирчиња, туна стейк со оривче, со сосеви, со свежа салата. Многу вкусно јадење има тука. Добро утро. Добро утро. Со овој дечко си најде доручек и он. Благодариме што го гледате ова видео. Ќе правиме ново и се гледаме на едно видео. Peace. Peace.